Добро вечер, второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Денес во Кочани официјално почна производството на холандската антура, врвна компанија во хортикултурната индустрија. На свеченото отворање присуствуваа премиерот Никола Груевски. Денес се слави Ѓурѓов ден и преполовение. Култот кон светиот великомаченик Георги е голем, па овој празник се слави во сите храмови посветени на Свети Георги. Јавното предпријатие Исар Штип секојдневно работи на хортикултурно уредување на урбаните јавни површини. Утре Исар организира садење на неколку илјади трендафили во градот. Премиерот Никола Груевски, министерот за странски инвестиции Веле Самак и представници на холандската компанија Антура Интернационал денеска присуствуваа на отварањето на ново изградената фабрика во Кочани. Инвестицијата на Антура во Македонија чини 6 милиони евра и освен веќе вработените 150, во план е ширење на производството и нови 200 работни места. Денеска во Кочани официјално е означен почетокот на работата на исклучително значајната холандска инвестиција на светски познатата компанија Антура, која во лабораториски услови се занимава со производство на семења за цвеќарство. На свеченото отворање присуствуваа премиерот Никола Груевски, кој ги потенцираше напорите за да се донесе таква компанија во Македонија. Денес ја отвораме новата фабрика во Кочани. Новата фабрика представува инвестиција од околу 6 милиони евра и ќе произведува семенски материјал за украсни цвеќи. Она што е значено за нас, за Кочани и секако за граѓаните, е што во фабриката веќе се вработија околу 150 луѓе, од кои најголем дел веќе поминаа низ посебни обуки во Холандија, Кина и во други држави. Ако на тоа се надоврзе фактот дека компанијата користи најсовремена технологија во својата област, станува јасно дека новата фабрика има огромна додадена вредност за овој регион, со тоа што ќе допринесе за многу нови знаења кај вработените во истата. Како и ефектите од нејзиното присуство во нашата држава. Во делот на вработувањето, покрај првично вработените 150 луѓе, во наредниот период се очекува бројката на вработени да се искачи на 300 до 400 директни вработувања, што секако е од особена важност за Кочани, за Виница, за Зрновце и сите околни населени места. Она што е исто така значено е што фирмата е целосно извозно ориентирана и ќе има свој допринос и во зголемувањето на македонскиот извоз во земјите од Европа и светот. Градоначалникот Радко Димитровски не го криеше задоволството што Антура наместо во друга општина се реализира токму во Кочани, при тоа потенцирајќи ги заложбите на локалната самоуправа во обезбедувањето предуслови за реализација на инвестицијата. Создавањето услови за нови работни места и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните се врвни приоритети не само на општината Кочани, не само не на регионот, туку на цела држава. Токму затоа убеден сум дека Антура е пример кој ќе привлече нови инвестиции и ќе донесе нови работни места во Кочанско. А можности за тоа постојат како во земјоделието, така во бањскиот и планинскиот туризам и користењето на ресурсите на геотермалните води. Представникот на Антура изрази благодарност кон сите што на еден или друг начин придонеле за реализација за оваа за нив значајна инвестиција. Антура најдобро може да се опише како прагматична организација со предприемачки пориви. Организација со глобален опсег во која иновацијата станува стандард. Со јасна долгорочна цел, нашата организација постојано се менува и проширува. Клучен фактор за овој успех е флексибилноста. Со висока стручност за орхидеи и антуриум се стремиме да бидеме најдобри во тоа што го правиме. Секој ден низ целиот свет се произведуваат разновидни производи на Антура. Антура во моментот вработува близу 150 млади луѓе со тенденција на постојано зголемување. Годинава во лабораториите и коморите на компанијата ќе се произведат над 6 милиони единици, а за 2016 година се планира производство на над 20 милиони садни единици, наменети исклучиво за извоз.
Жителите на село Пухче добија асфалтиран пат на патрониот празник Свети Ѓорги. Градоначалникот на Штип го исполни ветувањето кон селаните дека за Ѓорѓовден асфалтот ќе биде послано од село Лесковица до влезот на село Пухче. Пухче е живописно село во Лакавичко, до кое до вчера можеше да се стигне само со трактор и запрега. Лошиот пат долго време им создаваше проблеми на жителите. Многумина поради тоа му рекоа збогум за секогаш. Па не можевме, немавме услови за да отидеме до нив. Патот беше, јас сум оттаму, јас секој ден патував по овој пат за да стигнам до училиште, немав ни превоз, 8 години, мало дете патував. Оние кои останаа, но и гостите кои денес се упатија кон Пухче по повод патронот на селото Свети Ѓорги, беа воодушевени што по многу години стапнаа на асфалт. Велат убаво е што некој во општината конечно се сети дека без пат нема враќање назад кон огништата. Не многу, ама барем викендот ќе има некој, можеби некој ќе си направи некоја викендица. Сепак добро место за викенд, за друго не, ама за викенд. Се што се направи е убаво. Градоначалникот Захариев го исполни ветувањето дека за празникот жителите од Пухче ќе добијат асфалт. Во асфалтирањето на патот до село Пухче се инвестирани 9 милиона денари. Патот е со вкупна должина од 3,3 км, меѓутоа во оваа прва фаза се асфалтираат 1,5 км. Очекуваме дека во текот на денешниот, најдосно до утрешниот ден, да биде завршена оваа делница. Од општината најавуваат продолжување на комуналните зафати и во другите села. Во следна фаза општина Штип ќе аплицира за 3 проекти, од кои што ги издвојуваме, значи патот од Долани, од село Долани до манастирот, улиците во село Врсахово и патот до Суво Грло. Денес се одржа вонредна седница на Советот на општина Виница со еден воздржан глас и 14 за. Усогласени се барањата на општината за потребата на угостителите во пресрет на летната сезона. Користењето на јавните површини пред угостителските објекти беше точката за која Советот денес вонредно се свика, а вчера имаше и заедничка консултативна средба на градоначалникот со угостителите од градот, на кој им беа образложени правата и обврските за користење на дополнителен простор од тротоарите во пресрет на летниот период. Редовната седница на Советот на општина Виница имаше предлог одлука за нов правилник за користење на јавна површина, меѓутоа со советниците одлучивме да се направи најпрво еден состанок со собствениците на овие локали на угостителите. Се дојде до усогласување на ставовите на двете страни, така да на денешната воредна седница на Советот на општина Виница едногласно беше усвоен правилникот. Најважно за нас и за мене лично и за советниците дека во овој правилник е составен дел еден член во кој се вели дека мора да има обезбедено метро и пол пешачка патека, односно безбедноста на пешаците ни е најважна во целата оваа работа. Секој угостителски објект ќе мора да обезбеди метро и пол пред површината кај што користи, во скоп на површината, можност пешаците слободно да се движат. Согласно донесената одлука, јавна површина може да се користи само врз основа на одобрение за вршење дејност што го издава градоначалникот на општина Виница, а и поставување на подвижни објекти се врши само врз основа на соодветно одобрение кое го издава општината. А угостителите и јавните површини ќе може да ги користат сезонски за период од 3 до 7 месеци, зашто плаќаат по 10 денари од метар квадратен јавна површина дневно. Инспекцијски надзор над спроведувањето на оваа одлука врши овластениот градежен инспектор. Советниците денес побараа поддршка и од Советот за безбедност во сообраќајот за воспоставување поквалитетен режим во сообраќајот на улиците на кои се лоцирани најголем дел од кафичите. Се одржа јавна расправа за успешно завршување на проектот Социјална кохезија преку воннаставни активности во Средното општинско училиште Методија Митевски Брицо во Делчево. По зајмица од 1 милион денари бара Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од општина Делчево. Имено за успешно и навремено завршување на проектот Социјална кохезија преку воннаставни активности и изградба на центри. На Средното училиште оваа позајмица му е потребна за да може да се исплатат досегашните градежни активности, но и да може да се започне со втората фаза од проектот, во кој се предвидува опременување на 6 ново изградени училници. Денешната јавна расправа беше со цел
општината да во името на Средното општинско училиште Методи Митевски Брица се задолжи со позајмица од 1 милион денари кои што ни се потребни за завршување на градежните активности кои што се во завршна фаза во нашето училиште. Имено се работи за проектот ИПА, социјална кохезија за воннаставни активности според интереси, проект кој што е во соработка со 7-то СОУ Кузман Шапкарев од Благоевград, проект кој што е во веќе 7-8 месеци се имплементира и според предвидената динамика градежните активности се во завршна фаза. За довршување на овој проект преку ИПА програмата ќе се реши и досегашниот проблем на двосменското работење на наставниците и учениците. Преку изградбата на тие 6 училници кои што се предвидени и се во завршна фаза по проектот, добиваме можности за едносменско работење од следната учебна година 2015-2016 година и уште една бенефиција, можност за целосна реализација на воннаставните активности според проектот од ИПА програмата. Имено слободното време што учениците ќе го имаат во попланевните часови, што сега го немаат, ќе бидат во можност да го посветат на реализирањето на своите воннаставни активности, односно вклучување таму каде што секој ученик ќе се пронајде според својот интерес. Инаку оваа година гимназијата вкупно ја посетуваат 448 средношколци од 1 до 4 година. Пролетта е период на интензивирање на хортикултурни уредување на урбаните локации. Постоечките паркови површини во Штип се збогатуваат, а се формираат и нови. Утре јавното предпријатие ИСР планира обемна акција за садење трендафили. Топлите сончеви зраци со кои изобилуваат изминативе денови ги натераа штипјани своето слободно време почесто да го поминуваат надвор од своите домови, по прошетки со нивните пријатели или членови на семејствата. Освен според планот и програмата, ова е причина повеќе за вработените во работната единица паркови и зеленило при јавното предпријатие ИСР секојдневно да работат на уредување на зеленилото и негово збогатување со разновидни цветни насади. Хортикултурно ќе ги средиме влезовите на градот Штип, сите кружните текови кои што се овде во нашата општина, ќе посадиме многу цвеќиња, ќе поставиме многу борчиња, ќе поставиме многу зеленило. Оваа активност е со цел разубавување на градот, како за штипјани, така и за сите посетители кои од повеќе причини имаат потреба да престојуваат во Штип. Оплеменувањето на поголем број зелени површини со цвеќиња и клупи е во интерес пред се на нашите сограѓани да имаат соодветни места каде ќе можат да го поминуваат своето слободно време. Сето ова се надеваме дека ќе го разубави нашиот град, ќе предизвика интереси кај граѓаните кон природата да одржуваат сето она што ние го правиме. Приоритет на јавното предпријатие ИСР од Штип е косење и уредување на оние делови од градот и околината каде во изминатиот период вегетацијата значително напреднала. На повеќето зелени површини инсталиране и системот за наводнување со што ќе се овозможи нивно подобро одржување. Општина Тишиново Облешево денес го слави денот на штркот. Оваа птица е заштитен знак на општината, која ја има и на општинскиот грб. Денот на штркот во Тишиново Облешево се слави 2 година поред, а самата општина е единствена во државата која е членка на Меѓународната асоциација за заштита на штрковите. Жителите на општина Чешиново Облешево и другите населени места денес се собраа на заедничка прослава на сред село по повод одбележувањето на денот на белиот штрк, што е карактеристично за целиот оризопроизводен регион. 2 година поред како го правиме денот на штркот, значи оваа година одлучивме да биде повишикова работна работилница со која се вклучени децата од двете училишта, тоа е Страшо Пинџер од село Сколарци и училишто Климент Охридски од село Облешево и градинката Звездички и Дзуница, вклучени се во целата акција. Децата тука веќе имаат активности и цркаат нивните штркови, ги гледаат гнездата што ги имаме во паркот во Чешиново и се надевам дека понатаму ќе прерасне еден прекрасен фестивал со годините што ги имаме надале. За таа цел денеска исто така имаше и организирана работилница со најмладите од училиштата, на кои тие добија многу информации за белиот штрк, кој е значаен за општината. Со цел да развиеме свеста кај намалите за значењето и заштита на штрковите, денешниот ден, Ѓурѓов ден, го прославуваме како ден на штркот во нашата општина. Овој пат решивме тоа да биде со едукативна цел. Значи дечињата овде се поделени во неколку групи, каде што некои од нив цртаат, бојат на темата штркови, од кои што најдобрите цртажи ќе бидат испратени на надпревар заедно со Македонското еколошко друштво. Исто така поголемата возраст играат игрички, исто со едукативна цел, со цел да сватат
како штраковите ги чуваат јајцата во своите гнезда. А понатаму имаме друга група каде што бои црта со креда над зидот, а кој што понатаму ќе биде од уметник од нашата општина и цртани ќе остане како да ја краси, да го краси паркот на штркот во Чешиново. Цртаме и боеме штракови. Цртаме штрак и боеме штрак. И потоа го сечеме. Откако лани го доби признанието Европско село на штркот, што го доделува германската фондација Евронатура, локалната самоуправа реши оваа птица да стане нејзин заштитен знак и да започне поголема грижа за незиното опстојување. Овде постои најголемото штрково гнездо во Македонија, старо неколку децении, но сепак треба да се знае дека од секое гнездо се изведуваат по 5 мали штрчиња. Пред 2 години имало 80 гнезда на оваа територија, а оваа година има околу 100. Го следите дневникот на Канал Плюс. Во Крими билтенот денес за исчезнатото лице од Виничко Левски и за Радовишанец кој доби кривична пријава за напад на службено лице. Полициската станица од Виница покрена потрага по исчезнатото лице БД на 50 годишна возраст од село Левски. Неговото исчезнување е пријавено од неговите најблиски во понеделникот. Неговото семејство изјавило дека БД излегол од својот дом, што потоа не се вратил. Апел до граѓаните доколку имаат информација за движењето на 50 годишниот БД од село Левски, веднаш да пријават во најблиската полициска станица. Со кривична пријава се здоби 26 годишно лице со иницијали ЈР од Радовиш поради напад на службено лице додека вршел работна должност. Во казиното Адмирал на 28 овој месец од страна на полицијата при превземање на мерки од страна на пријавениот физички биле нападнати, пошто ЈР побегнал. Пријавениот телефонски се јавил во полициската станица Радовиш, упатувајќи закани кон полицајците, а по кратко време истиот е приведен и од страна на судија во претходна постапка одредена му е мерка притвор во трајање од 8 дена. Денес се слави Ѓурѓов ден и преполовение. Култот кон светиот великомаченик Ѓорги е голем. По овој празник се слави во сите храмови посветени на Свети Ѓорги. Многу обичаи и верувања се поврзани со овој празник, кој го најавува топлиот период од годината. Преполовение е празник кој секоја година се празнува во различен ден, во зависност од тоа на кој датум се великденските празници. Денес Светата црква празнува два празника. Првиот празник е, како што читаме и во цветниот триот, во средата на расслаблениот го славиме празникот преполовение на Педесетница. Овој празник го славиме во чест на двата голема празника Пасха, Великден и Педесетница, Духовден. Оваа среда празникот преполовение се совпаднува со празникот Ѓурѓовден, а понекогаш може да се случи да самиот празник Великден се падне на Ѓурѓовден, па затоа празнувањето на Свети Ѓорги се поместува за еден ден. Покрај преполовение денес се празнува и Свети великомаченик Ѓорги Победоносец, празникот на обновувањето на природата и на животот воопшто, што го празнува не само христијанското, туку и целото население во Македонија. Воедно го си спомнуваме и за Светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, кој бил војник во служба на царот и достигнал многу висок чин, но кога почнале гонењата од царот Диоклецијан, тој се ја исповедал својата вера дека е христијанин и затоа морал да биде убеден да го напушти христијанството или да биде убиен. Тој бил убиен и после неговата смрт започнале да се случуваат чуда на неговото гробно место и Света црква го прогласила за светец и затоа го и славиме. Во Штип народот го одбележува овој празник со одење во црква и посетување на локалитетот Шардаван Баши, место за кое се верува дека ако капките вода кои излегуваат од карпата ја допрат вашата глава, ќе се излекуваат од главоболка. Освен Шардаван Баши, со години наназад штипјани на овој ден одат и на светото место посветено на светиот великомаченик Ѓоргија, кој се наоѓа на дел од патот кон касарната Јане Сандански. Празник Свети Ѓорги. Тоа одамна водичката е извадена тука, още пред 5-6 години може би. Ама сега ден по ден више напредува, шири се тоа нешто, народ доваѓа, рачуна дека наваѓа се леко од неа од водата,
кажуваат уште порано кога војската беше тука, некои битолчани доваѓат нагоре, посетувале некој војник и неколку пати доваѓале. Еден пат на жената таа што доваѓала, сонува им се: ти минеш покрај мене секогаш, а ништо не си им оставила. Донесува на зајтин, ти го остави и смирија работата. На во место, многу се благодарат за нози, за глава, за такви работи. Овој ден е познат и по тоа што младите девојки и момчиња се китат со врбови гранчиња, со мисла дека на тој начин ќе им се лепат момите и ергените. За здравје и среќа, зелени гранчиња се поставуваат и над влезните врати на домовите. Некогашната општина Блатец го славеше празникот Ѓурѓовден, природниот раскош околу манастирот Свети Ѓорги, духовен еликсир за верниците. Миграцијата го празнеше во последните неколку години, но природниот туристички потенцијал во комбинација со духовните градби го полнеше. Поранешната општина Блатец е селото кое за повеќе од една деценија миграцијата го преполови, но затоа пак природниот туристички потенцијал надополнет со духовни градби го полни. Манастирот Свети Ѓорги, чија местоположба е повеќе од идеална, уште рано утринава беше мета за верниците кои доаѓаа од Виница, Зрновци, Кочан и Штип, заеднички да го одбележат големиот празник Ѓурѓовден. Природниот еликсир за душата е најголем благодет што го нуди овој објект. Ја доаѓам од Кочани, па речи каде се година доаѓам, многу убаво е. Така? И природна и се, водата е нема што да. Сте ја користиле како лек за нешто? Па за се. Кога ми се пати да мијам, дека ме боле таму, ставе, там се замиеме, добро е. Така. Доаѓаме се молиме на Бога, за здравје, за среќа на деца, на фамилија, тоа е тоа. Лепо ми е, природа е добра и се е лепо. Амбиентот е убав? Да, нормално. Само што дојде духовен друг. Како и секоја духовна градба, има своја историја која започнува од кладенецот со вода кој уште во Турско бил природен лек за повеќе болести. Па доаѓаат од Виница, Кочани, од цела Македонија. Што лекува водата според вас? Лекува свакакви болести. Чирови, тумори, рак, што има рани, тадешни надворешни седични. Изворска е водата? Водата извира тука извира. Кога е откриено ова изворче? Не, ова е стари извор, бил кладенец. Още турците се лекувале по турско време, а после турците, од доаѓање на турците, кладенецот споставувале, се прикажа да се гради црква од на тоа место, и се гради и се црква водата да има. Градбата на манастирот започнува крајот на 70-тите години, а во конаците има и неколку апартмани за ноќевање, така да не е реткост да биде туристичка понуда за гости од секаде. Првите години имавме доста посетеност и тоа имавме највише од Скопје, Штип, што е чудни од Гевгелија, тоа претходните години кога имаше Жешок бранд, да речем, топло беше. Ланската година имавме помалку гости затоа што беше таква годината. Ладно беше и немавме толку гости. Инаку капацитетот, моментално капацитет имаме 3 соби и еден апартман. Некаде околу за 12 луѓе се работи смештај. Имаме санитарен чвор, кујна, со сите потреби се задоволени гостите. Но миграцијата и понатаму останува рак рана за оние кои ги чуваат куќите на своите синови. Јас сам сама, викам, децата ми нема. Каде се децата? децата? По Италија. Колку години сте сама? Епа, по 15-16 години има. Со пописот 2002 година, селото броеше околу 3000 жители, а сега, според неофицијалната евиденција, се пребројуваат околу 1000. Теланската полиција во ноќта меѓу понеделник и вторник откри 5 нови масовни гробници, за кои се претпоставува дека во нив се погребувани илегални емигранти од Мјанмар и Бангладеш, кои со посредство на трговци со луѓе требало од Тајланд да преминат во Малезија. Конечниот извештај на Српската дирекција за цивилно воздухопловство потврди дека инцидентот со владиниот авион Фалкон, со кој српскиот председател Томислав Николич патуваше за Рим, но се врати во Белград, се должи на ненамерното активирање на прикинувачот за предкрилцата на леталото, со што дошло до гасење на третиот мотор. Андреа Слубиц, копилотот, осомничен дека намерно гурнал авионот на компанијата Germanwings, при што загинаа 150 луѓе, на претходниот лет вежбал како се урива авион.
Обвинителството смета дека Лубиц, копилотот на летот од Барселона за Дизелдорф, на 24 март го заклучил пилотот во кокпитот и го урнал авионот. Властите во САД титно обезбедија уште 330 милиони долари за борба со птичиот грип. Во изминатиот месец, исклучително многу се засили ширењето на вирусот и веќе се погодени 14 држави. До сега е побарано да се уништат на 25 милиони птици, најмногу кокошки и мисирки. Само за еден ден на турските граници биле приведени 730 илегални имигранти. Помал број од илегалните имигранти, 31, биле приведени при обидот да ја поминат границата со Бугарија, додека на границата со Грција откриени се 38 лица. Поголемиот број имигранти се приведени при обидот илегално да ја поминат турската граница, а доаѓале од Сирија. Фудбалскиот клуб Брегалница го продолжи одличниот ефект во пролетниот дел од првенството. Стефан Ристовски во 13-та минута го отвори резултатот во корист на Брегалница, но Танушев во 25-та минута ја прекина неверојатната серија на голманот Гачевски и успеа да изедначи со 1:1. Пред самиот крај на првото полувреме, Горан Здравков ја зацврсти победата на Брегалница со 2:1. Честитки за денешниот меч против Турново и за големиот успех на Брегалница имаше и од Владко Костов, шеф на стручниот штаб на фудбалскиот клуб. Од се срце им честитам на моите играчи да се издржи во вакво темпо, на толку надпревари, да имаш резултати. Значи тоа е стварно за огромна пофоба, огромна желба на моите играчи. И јас во оваа прилика стварно сакам да им честитам од се срце. Денес мислам дека како на сите надпревари имавме императив да победиме. Прво полувреме имавме шанси изедначија, меѓутоа верувавме во себе, дојдовме до 2:1, имавме на крајот да биде и 3:1. Второ полувреме имавме уште некои шанси, посебно на Илиев тука кој сакаше да ја заврти, меѓутоа имаше контри од Здравков и шут на Здравков. Мислам дека имавме контрола на надпреварот. Малку моите играчи од огромна желба да дојдат до резултат последните 10-15 минути. Свесно се повлекевме, сакавме да играме на контра. И како што ќе кажам, значи многу не е важен резултатот. Денес победивме, освоивме 3 бода. И одиме уште, значи сега сме и 6 бода пред Турново и 7 бода пред Пелистер, тоа е огромна разлика во овие неколку кола. Меѓутоа морам да кажам дека Брегалница ќе продолжи и на гостувањата така да игра. Значи Брегалница така ќе игра до крај, ќе докажеме дека во ова првенство за нас немаше големи мали тимови. Во ова првенство мојата екипа даваше се од себе. Голманот Гачевски на Брегалница постави нов македонски рекорд со 912 минути без примен погодок. Битно е да сме денес победили. Те 3 бода против Турново многу ќе нам значио. Многу е важно што денес победивме. 3 бода против Турново ни значат многу. Сакам да ја пофалам мојата екипа, која е фантастична и е најдобра во лигата. Брегалница за сега се наоѓа на првата позиција со 36 бода во плей-аут фазата. Следниот надпревар Брегалница ќе го одигра против Пелистер. Вечерва ќе се одигра вториот полуфинален меч помеѓу екипата на Барселона и Баерн Мюнхен во Лигата на шампиони на Европа. Вечерва ќе се судрат два великани кои досега имаат вкупно 9 европски трофеи. Овој надпревар, како што известуваат европските и светските медиуми, ќе биде финале пред финале. Барселона вечерва ќе се обиде да му се реваншира на Баерн за поразот од 2013 година, кога претрпеа пораз од 0:3 во Камп Ноу. Пеп Гвардиола 4 години го водеше каталонскиот тим, а сега за прв пат ќе се соочи против својот бивш клуб, за кој посочи дека за првата звезда Лионел Меси одбрана нема. Вчера италијанскиот првек Јувентус го надигра актуелниот шампион на Европа Реал Мадрид со резултат 2:1 во полуфиналето во Лигата на шампионите, па со предност во првиот надпревар ќе го чекаат реманш надпреварот во Шпанија. Ова е се во дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.